Што е потребно за еден целосно уништен град да стане главен културен и економски центар на Балканот? Па одговорот не е трговија, како што многумина би помислеле. Да, одговорот е всушност нешто сосема поинакво. Значи, зборуваме за 100.000 странски војници, брутална воена логистика и, пази ова, една масивна експлозија. Токму така. Добре дојдовте во ова наше ново длабинско истражување, денес правиме нешто навистина специфично. Честопати развојот на градовите се перципира како исклучително органски процес. Луѓето мислат дека градовите растат полека, поради пазари, занаати... Ама кога ќе анализираш одредени урбани пейзажи, таа логика на бавно растење едноставно паѓа во вода. Одеднаш гледаш масивни градби, некоја строга геометрија, која некако не припаѓа на локалниот контекст. И тоа е дефиницијата за воено-стратешки урбанизам, нели? Каде геополитиката и армијата буквално го редизајнираат просторот. Градот престанува да биде само обична населба и станува инструмент на државата. Апсолутно. И токму тоа е фокусот на нашата денешна анализа. Се базираме на книгата Битола градби од авторот Александар Стериовски. Оваа книга е една извонредна ризница на факти за архитектонската историја на градот. Нашата мисија денес е да откриеме како потребите на една огромна османлиска империјална војска можат од темел да трансформираат еден град. Значи од демографијата преку економијата па се до физичкиот изглед. Ова не е само за згради, туку за тоа како војската диктирала економски бум. Да, мора да разбереме зошто тие објекти воопшто постојат таму, кои логистички проблеми ги решавале и каква приказна раскажуваат за тогашното општество. Ама чекај, пред да почнеме со модерните касарни и болници, мора да се вратиме малку наназад. Овој град имал древна одбранбена историја, која била буквално избришана. И тоа влијаело дури и на името. Имало 4 доминантни имиња низ вековите – Битола, Пелагонија, Монастир и едно хибридно – Толи Монастир. Точно. И етимологијата тука е многу важна. Пелагонија е од древното племе Пелазги, ама другите 3 имаат една многу јасна религиозна нишка. Битола доаѓа од старословенскиот збор обител, што значи манастирско живеалиште. Аха, значи директно е поврзано со манастир. Да, а монастир е само превод на истото. Толи монастир било компромис за администрацијата. Патописците, како Евлие Челеби, дури велат дека имало огромен манастир од времето на Александар Македонски. Толку голем што за празници ги собирал сите жители од Битолското поле. Или пак се спомнува легендата за 365 цркви. Добро, значи имаме силна духовна димензија, ама имало и сериозна воена инфраструктура. Изволите спомнуваат Битолска тврдина од времето на цар Самуил. Истата била обновена во 1016 година од Иван Владислав. Тоа го знаеме сигурно поради познатата Битолска плоча, каде пишува дека била тврдо убежиште. Ама види сега. Кога доаѓаат османлиските војски околу 1382 или 83 година, таа тврдина е срамнета со земја. Буквално, денес едва и може да се најде каде била. И зошто толку брутално уништување? Мислам, други градови не поминале толку лошо. Затоа што локалното население пружило жесток отпор. За разлика од некои други градови кои се предавале за да ги задржат привилегиите, битолчани се бореле до крај. И последицата била страшно одмазда. Тврдината изгорела, луѓето побегнале во планините, а тие што останале, преданијата велат дека 113 лица биле присилно исламизирани, за да се демонстрира апсолутна моќ. Океј, вака сега, да го расчлениме ова малку. Имаме град кој е срамнет со земја, казнет брутално, населението е растерано. Како е можно таков град, како некој Феникс, подоцна да стане еден од најважните воени центри? Нема логика да инвестираш капитален ресурс во поранешна бунтовничка зона. Она што е фасцинантно овде е дека стратешката географија секогаш ги победува политичките емоции. Локацијата била едноставно премногу добра. Градот бил на идеално место за логистичко поврзување на истокот и западот на Балканот.
И плюс бил блиску до Албанија и Западна Македонија, каде што постојано имало некои бунтови, нели? Им требало база за да реагираат брзо. Токму тоа. Просторот бил премногу вреден за да го остават во орнатини. Според Стериовски, уште од времето на Бајазид I, градот станува база. Ама зошто баш таа микролокација? Заради две работи. Вода и трева. Зимиле меѓу 50 и 100 илјади војници. Чекај, стварно? 100.000 луѓе одеднаш. Па тоа е логистички кошмар за 18-тиот век. Како ги сместувале сите тие луѓе? Во почетокот ги сместувале по така наречени конаци или кај локалното население во куќите. Ама тоа било ужасно непрактично и скапо. Вистинскиот системски пресврт е во 1843 година, кога тука се поставува седиштето на модерната Трета османлиска армија, која контролирала се од Босна до Грција. Значи, што значи сето ова? Тоа е како да отвориш своевидна силициумска долина на 19-тиот век. Само што, наместо технологија, главен двигател е воената логистика. Градот експлодира до 40.000 жители. Се споменуваат 1000 шивачи. 1000 луѓе што прават милионски промет само снабдувајќи ја војската со униформи. Да, ЕСНАФот правел меѓу 6 и 7 милиони пјастри годишно. Ама ако го поврземе ова со поголемата слика, не биле само парите. Со таа армија доаѓаат странски инструктори. Французи за пешадија, пруси за артилерија, па англичани. Тие луѓе имале потреба од европски начин на живот. И одеднаш локалната економија почнува да увезува европски добра, забава, облека. Заспаната Касаба станува космополитски град. Точно. Ама останува оној логистички кошмер од претходно. Каде да спие таа модерна европска војска? Не може веќе по приватни куќи. Затоа почнуваат да градат масивни касарни. Аха, црвената касарна од 1837-та и белата касарна од 1843-та. Изворите велат дека биле колосални, квадратна форма, со внатрешен двор, а секоја страна била долга 180 метри, со стражарски кули на аглите. Да, плановите дошле директно од Западна Европа, од француски или пруски инженери. Ама изведбата, ова е многу важно, изведбата била целосно на локални христијански мајстори, луѓе како Панајот од Костинец, Коте Давко, мајстор Стојан од Прилеп. Она што е навистина интересно овде е, како е можно локални мајстори, кои дотогаш граделе обични куќи од кал и камен, одеднаш да земат западни нацрти и да направат совршени градби од десетици илјади квадрати. Па то бара огромно знаење за статика. Тајната е во македонскиот тајфа систем. Тие мајстори не биле само обични зидари, тие биле емпириски инженери, имале генерациско знаење за каменот и дрвото. Го земале планот и го преведувале во нивни мерки. Имале огромна способност за адаптација. Ама имале и брутален надзор, нели? Изворите споменуваат некој командант Ќосе Ахмед Зекирија Паша, кој имал подиум среде градилиштето и надгледувал апсолутно се. Да, локалните преданија велат дека лично убивал работници ако му изгледале мрзеливи, бидејќи брзале пред зимата. И тука доаѓаме до еден бизарен парадокс. Од една страна имаме убиства за бавност, а од друга страна, кога се случила несреќа во рудникот за мармер, повредените работници добиле по 2420 гроша одштета од државата. Тоа биле огромни пари. Како функционира таков систем? Па видим, колку и да звучи абсурдно, тоа е воена машина во транзиција. Бруталната казна била за дисциплина. Ама од штетата не била од емпатија, туку од новите бирократски реформи што империјата се обидувала да ги воведе по европски терк. Тоа е чист судир меѓу стар деспотизам и нова администрација. И резултатот бил врвен. Германскиот патописец Јохан Хан во 1858 бил шокиран од чистотата. Запишал дека ниту холандска домакинка не би можела да најде маана на хигиената во тие касарни. Фантастичен спој на османлиска дисциплина, западен инженеринг и македонско занаетчиство. И по сето тоа, судбината им е иронична. Да, уништени во Првата светска војна од бомбардирање. Символот на градителството стана жртва на модерната европска артилерија.
Ама војната не е опасна само во битка. Да имаш 100.000 војници во мирно време огромна закана за цивилите, пред се поради барутот и муницијата. Токму така, живот покрај барут. Првото магазинско депо, така нареченото джепане, било преблиску до градот. Сватиле дека е ризик, па направиле второ джепане со дебели зидови и громобрани. Ама најлошото не се случило тогаш, туку по Првата светска војна. Низ полињата останала еден куп заборавена муниција. Ја собрале и ја ставиле во така нареченото отворено джепане, каде што денес е градскиот парк. Зборуваме за 400 до 500 вагони со муниција. Планина од барут на стотини метри од густо населен град. Темпирана бомба. И на 22 април 1922 година, на трет ден Великден, се случува катастрофата. Се пали. За среќа, прво почнала да пука ситната муниција од пушките. Тоа действувало како еден вид сирена. И луѓето, кои веќе имале трауми од војната, веднаш сватиле што следува и масовно почнале да бегаат кон редовите. Имале 30 минути да се спасат пред вистинскиот пекол. Кога експлодирала артилериската муниција, се отворил кратер длабок 12 метри, облакот од чад бил висок 200 метри, жешки шрапнели паѓале како дожд врз куќите. Психолошкиот товар од ова мора да бил страшен. Да мислиш дека си преживел војна, за да те убие муницијата во мир. Ова покренува едно важно прашање. Како градот закрепнува по вакво нешто? Обично во вакви ситуации има анархија, кражби, ама овде и покрај скршените врати на напуштените домови не бил пријавен ниту еден единствен грабеж. Неверојатно ниво на солидарност и добиле огромна финансиска помош од целата држава плюс од диаспората во Америка за да го обноват градот. Ама, да видиме фер, тоа масивно воено присуство пред тоа не донело само барут, имало и друга страна. Донело образование, здравство, култура. Воената академија од 1846 година го подигнала стандардот енормно. Таму учел и Мустафа Кемал Ататурк. Да, а здравството. Првата воена болница од 1849 година. Патописците биле шокирани што воопшто немало мирисна болница. Апсолутна чистота. Лекарите биле школувани во Париз и Виена. Оваа болница не била само за локалниот гарнизон. Била главен центар за цела Румелија. Високи тавани за вентилација. И пази ова, во 1855 година имала буџет од над 1,5 милиони франци само за увоз на најмодерни лекови. Чекај малку. Болница без мирис во средината на 19 век на Балканот. Тоа е медицинска утопија. Воена болница која е покомфорна и поопремена од кој било цивилен простор. И така војската индиректно создава граѓанско општество. И кулминација на тој културен прелив е офицерскиот дом. Почнат во 909 година. Воената елита барала место за социализација, за балови слично како во Париз. Рускиот инженер Валери Гусев ја дизајнирала таа преубава фасада. И дури и по оштетувањата во експлозијата од 922, домот бил обновен со лични донации од офицерите и граѓаните. Овде има еден историски детаљ што совршено ја покажува транзицијата на општеството. Првично, офицерскиот дом немал голема сала горе. Зошто? Затоа што било незамисливо жени да присуствуваат на воени забави. Тоа било само за мажи. Точно, ексклузивно машки простор. Ама подоцна, како што општеството се модернизирало, ја изградила горната сала и домот станал центар за театар, за концерти, каде доаѓала целата граѓанска елита, вклучувајќи ги жените. Војската, не сакајќи, го подигнала културниот капацитет на целиот град. Ако резимираме се тоа што Стериовски го изнесува во книгата, воената инфраструктура тогаш воопшто не била само за одбрана. Била моќна економска и урбанистичка сила, која од темел го променила идентитетот на регионот. Апсолутно. Локалната економија се претворила во логистичка машина која финансирала европска архитектура и култура. Што не враќа на првичната мисла дека урбаниот развој не е секогаш природен. Ама еве една провокативна мисла за крај. Кога еден град својот најголем развој го должи на странска империјална армија, што се случува со духот на тој град кога таа армија за секогаш ќе си замине?
Дали тие огромни градби остануваат само празни лушпи на едно минато време, нели, оставени да пропаѓаат? Или пак, локалното население успева да ги присвои, да ги абсорбира и да вдахне свој нов цивилен живот во тие строги воени ѕидови. Тоа е прашање за кое вреди секој да размисли кога следниот пат ке помине покрај некоја стара, грандиозна зграда во својот град. Истражувајте, размислувајте и до следното слушање.